Како може исказот на Нинџа, а не доказите да бидат темел на обвинителниот акт за 27 април, праша одбраната на екс-министерот за образование и наука Спиро Ристовски во завршните зборови за обвинетите за настаните на 27 април 2017 година. Адвокатот на Ристовски тврди дека Александар Василевски Нинџа, кој е единствениот доказ и сведок на обвинителството, лажал за две значајни работи, дека во критичниот ден се слушнал со Ристовски, а и дека подоцна го видел во партиската зграда. Пред судот беше сослушан како сведок поранешниот председател на државата Ѓорѓе Иванов. Истиот категорично наведе дека немал никакви информации во насока дека е можно да се случи загрозување на безбедноста на државата. Адвокатот Ристевски исказот на сведокот Нинџа го нарече некредибилен и рече судот нека одлучи на кој треба да му се верува. Обвинителството нема никаков доказ за некаков план за 27 април, бидејќи немаше план, нагласи Спиро Ристовски во завршните зборови за собраниските случувања. Докажавме дека сведокот Александар Василевски Нинџа не бил во седиштето на ВМРО во 18 часот. Дека јас во тој период не сум бил на 8-миот кат и не сум дал насоки напред. Обвинителството во своите завршни зборови, реците нас, ќе истакне дека сведочењето на 102 сведока пред овој суд било лажно. И тоа е кривично дело. Иако сведоците никогаш не рекоа дека не учествувале или поддржувале протести, туку истите не биле контактирани од мене и од Милеја Некиевски за организација на протестите. Екс-министерот пред судот тврдеше дека сведокот на обвинителството Василевски дал 3 различни изјави за тоа каде и со кого го видел Ристовски на 27 април. На претходното роđиште завршниот збор го даде Трајко Велјановски, неговиот адвокат, според кој обвинителството не успеало да ги докаже делата со кои го товарат екс-спикерот и побараа ослободителна пресуда за сите обвинети.